вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Подвекувајќи дека е почестен, дека ја добива Нобеловата награда за мир, американскиот претседател Барак Обама на церемонија во Осло истакна дека се наоѓа само на почетокот од неговата работа на светската сцена. Обама инаку ја прими Нобеловата награда само неколку дена откако објави дополнителни 30.000 војници кои треба да се распоредат во Авганистан. Американскиот претседател Барак Обама ја прифати Нобеловата награда за мир за 2009 со признание дека само што започнал со работа на светската сцена. На церемонијата во Осло Обама кажа дека неговите постигнувања се мали, споредено со претходните добитници како Мартин Лутер Кинг и Нелсон Мандела. Ја уважи иронијата дека добива награда за мир кога се подготвува да испрати 30.000 војници во Авганистан, но рече дека војната против Талебан и Ал-Кајда е судир што САД не го барале, во контекст на терористичките напади од 11 септември 2001. Го цитираше Кинг дека насилството никогаш не носи траен мир, но каже и дека како шеф на држава мора да се соочи со светот каков што е. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс е во ненајавена посета на Ирак на средби со претседателот Джалал Талабани, премиерот Нури Ал-Малики и виши американски команданти. Гејтс претходно беше во Авганистан. Посетата на Ирак е на само неколку дена по координираните бомбашки напади во Багдад, во кои загинаа 127 лица, а беа повредени 400. Специјалниот американски пратеник Стивен Босворт вели дека имал искрени разговори со севернокорејски представници во Пјонкјанг и дека со нив има заедничко разбирање за продолжување на запрениот меѓународен диалог за нуклеарната програма на Северна Кореја. Тој ги окарактеризира разговорите како прелиминарни, а не преговори, дека биле корисни и дека не добил цврсто ветување, дека Пјонкјанг ќе се врати на разговорите. Пакистански официјални лица велат дека испрашуваат 5 американци уапсени неделата под обвиненија за наводни врски со екстремистички групи. Полицијата соопшти дека биле приведени во рација во домот на локален лидер на забранетата милитантна група Џаиш е Мухамед во Саргонда, во пакистанската провинција Пунџаб. Во меѓувреме се очекува Индија да побаре испорачување на американскиот државјанин Дейвид Коман Хедли, обвинет во Чикаго за наводна вмешаност во планирањето на ланскиот терористички напад во Мумбај. Актуелниот шампион во NBA лигата Лос Анџелес Лейкерс е најскап тим во лигата според годинешното истражување на Forbes. Лейкерс вредат $607 милиони. На второ место се Нью Йорк Никс со $586 милиони. Меѓу првите 5 се Чикаго Булс, Детройт Пистонс и Кливленд Кавалиерс. Брус Спрингстин го крена гласот во поддршка на истополови бракови. Познатиот пејач како Бос го поддржа законот за легализирање на хомосексуалните бракови во Нью Џерси. Джеф Бриджис доби добри критики за неговиот најнов филм Лудо срце, во кој игра алкохоличар кантри пејач, кој се влюбува во новинар од локален весник. Во продолжение на News Flash, претседателот Обама месецов организираше самит за отварање нови работни места, со цел да ја смени насоката на невработеноста, која во моментов изнесува 10% на национално ниво. Еве репортажа за луѓето кои стојат во тој износ. Пред канцеларијата за надоместок поради невработеност во Њу Јорк владее загриженост. Вчера од ненадеж ме отпуштија. Побараа да напуштам канцеларијата и ме сврлија на улица. Многумина, не само во Њу Јорк, се прашуваат што понатаму кога ќе ја потрошат за штедата. Фабриката за производство на трактори Caterpillar во Пеорија, Илиноис, ја отпуштила Денис Ранфол на почетокот од годината. Се обидов да чистам по куќи, не недов работа. Не можам да најдам работа никако чистачка. За време на големата депресија, невработеноста била најмалку 25%. Денес, потенцираат експертите, ако се земат во предвид хонорарците и оние кои изгубиле надеж дека ќе добијат работа, стапката би била преку 20%. Луѓето си помагаат меѓу себе. Кристијано Кора нуди бесплатно подстрижување за жени, ако докажат дека се невработени.
Добрата фризура може да даде шанса за подобра работа, затоа што првата импресија е важна. Еднаш неделно по 5 часа шишам невработени. Графичката работничка Витни дошла токму за таква фризура во салонот на Кора. Се обидела да најде нова работа, но без успех. Се надева дека новата фризура ќе ја смени среќата. Таа и други очекуваат владата да помогне. Мора да се вратиме на работа. Тоа е се што треба да стори владата. И покрај новиот владин план за намалување на невработеноста, стручњаците прогнозираат дека ќе бидат потребни преку 4 години за враќање на ситуацијата на нивото од 2007. Празнична магија е насловот на овогодинешната изложба во Ботаничката градина во Вашингтон по повод новогодишните празници. Градината е претворена во свет од сказните и ги хипнотизира и младите, но и старите. Изложбата ја искртува празничната радост на лицата на децата. Живите бои, прекрасните макети и миниатурните возови се магнет за сите генерации. Зад сцената Джек Фрост е одговорен за сите 9 општини од изложбата. Well, we control 4 from here. This is big transformers for the big passenger train up there. Најзадоволен е кога ќе види восхитеноста кај децата од возовите и ликовите од приказните за деца. Линдзи веќе втора година ја посетува изложбата. Прекрасно е чувството да сте тука, возовите се убави, магични. Изложбата содржи макети на вашингтонските споменици, зградата на Конгресот и замокот Смитсонијан. Директорката на Ботаничката градина, Поли Шимицу, е одушевена. Направени се целосно од природен материјал, винова лоза, шишарки, пчелка. Таква изложба не може да најдете на друго место. Со илјадници посетители секој ден, празничната магија во Ботаничката градина во Вашингтон не знае за одмор. Утре во Newsflash, алтернативни видови на енергија можеби ќе бидат потребни години. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јене Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Најнови вести поврзани со Нобеловата награда на председателот Обама погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледам утре.